го представам човекот кој беше најмлад премиер на една држава. Човекот кого Македонија го стави на испит, кога се водеше војна, а тој не попушти. Човекот на кој многу луѓе од државата, а не само од нашиот град, би требало да му бидат благодарни и верни, а за нивна жал му го свртеа грбот, алчни за власт и пари. Човекот кој го создаде ДПМНЕ им ги отвори портите на политичката сцена. Нашиот сограѓанин и пријател, председателот на ВМРО Народна партија на Македонија, господинот Љупчо Ѓорѓиевски. Добро вечер, Делчево! Добро вечер, сограѓани! Вечерва е едно јасно. Ако одиме на локалните избори, нема да има втор круг во Делчево, а бога ми во цела Источна Македонија. ДПМНЕ ќе биде избришан од политичката карта и на овој град, меѓутоа и во Македонија. За жал, почитувани граѓани на Делчево, секогаш кој има локални избори и во Македонија, и во светот, тие не се само обичен избор, дали оваа дупка или онаа дупка на улицата ќе биде пополнета. Сите локални избори се и политичка порака, како владее власта, дали ја сака опозицијата, што се случува со државата. За жал, после 20 години божемна демократија, но и борба за демократија, меѓутоа и реална демократија, затоа што во овие 20 години навистина поминавме и ја почувствувавме реалната демократија. Ние денеска дојдовме после 20 години од падот на формалниот комунизам, повторно не е само она што на 24 декември ни се случи. Не е само влечењето и тепањето на новинарите и на претениците. Ова е само круната на еден, за жал, тоталитарен систем од една партија која ја создадов негде пред 20 години и каде што во основата на таа партија беше демократија. Почитувани сограѓани, она што ни се случи од 24 декември па наваму е само врвот на она што за жал од година во година, во овие 7 години власт на оваа партија ни се случува и го гледаме во Македонија. Тоа е перманентното укинување на медиумите. Така што денес, после 7 години власт, ние можеме слободно да кажеме дека и немаме независен електронски медиум во Република Македонија. Еден е пишуваниот медиум во Република Македонија како опозицијски и после 20 години ние дочекавме единствената демократија да ја гледаме само преку интернет порталите. Тоа ли е битката за слободата? Зарем не е срамота денес после 20 години демократија повеќе пари во буџетот на Република Македонија да има за видео спотови, реклами и пропаганди отколку за економски проекти за цела Источна Македонија. Од 30 до 40 милиони евра секоја година преку буџетот на Република Македонија се трошат пари за спотови, реклами и платени огласи, за да ви објаснат на вас, граѓаните, на народот, колку ви е всушност убаво во оваа држава. За жал, Македонија стана држава на спотови и реклами. Најголем дел од вас го памтите и комунистичкото време, и сите ќе се согласите. Во комунистичка Југославија немаше во последните 10 години толку спотови, толку журнали и толку реклами
колку е убав комунизмот, отколку денеска што имаме и што гледаме во Република Македонија. Затоа, почитувани граѓани, ние велиме борбата за демократијата само ја прелеа чашата со тепањето и влечањето на 24 декември. Таа е и поглатта по правилна информација, затоа што 20 години после падот на комунизмот во Источна Европа немаме право да живееме со лажирани и со фалсификатни информации. Сакаме да ја видиме реалноста, затоа што само на тој начин ќе можеме да се справиме и да ги решаваме нашите проблеми. Одиме понатаму, зошто нема демократија? Политичка пресметка со еден голем куп на своји политички неистомисленици. Погледнете ги казните за политичките противници денеска кои ги лежат во затворите во Република Македонија. Велија Рамковски, човекот кој можеби најмногу ми испукал во неговиот живот и во мојот живот, меѓутоа тоа што некој не пукал, јас сум сакал да се пресметам очи во очи со него во дуели, а не заради тоа да му сакам и да посакувам тој да биде во затвор. И многу други. Да ги погледнеме казните за обичните луѓе, за бизнисмените, за фирмите, за земјоделците. Македонија е денеска држава која има највисоки казни во цела Европа. Европа која зема можеби по 20 поголеми плати има нормални казни. Во Република Македонија, согласно си примањата кои ги примаат граѓаните на Република Македонија, бизнисмените кои заработуваат, има можеби 20 пати несразмерно високи казни на политика. Високата казнена политика на оваа власт за се и се што е практично камшикот со кој го контролира обичниот човек, обичниот бизнисмен, обичниот земјоделец. Затоа, почитувани граѓани, ние велиме, сегде кај што ќе се свртиме околу нас, ги гледаме белезите на оваа тоталитарна систем, на овој тоталитарен систем. Затоа, оваа битка која се почна, мора да има завршница. А не е проблемот само во демократијата. Проблемот е на сегде. Само треба да ги отвориме очите. Дајте да зборуваме повторно преку демократски средства, повторно со полемички тон за сите проекти на оваа влада. Дајте да ја погледнеме економијата. Единствениот збор кој го слушаме во последните 3-4 месеци, кој редовно е со економска терминологија, е позајмица, позајмица и позајмица. Денес, повторно, токму на денешниот ден чувме дека владата позајмила од банките во Република Македонија нови 117 милиони евра. За последната година го зголемија за 6% на долгот на Република Македонија и тоа надворешниот, а јавниот долг, купниот долг, никој жив не го знае, затоа што во оваа нетранспарентна држава и не може да се знае. Меѓутоа, јас сум сигурен дека тој веќе се движи кон 65%. Задолжување за се и се што. Задолжување да се даде плата, да се даде пензија, да се направи некој споменик. Почитувани граѓани, јас тоа постојано го велам. Јас и Бранко имаме многу грешки во оваа држава направено. Има многу работи за кои можете да не критикувате. Меѓутоа и тој и јас внимававме за една работа секогаш. Да не ја задолжуваме државата за непотребни работи. И ако ги погледнете како растат долговите на Република Македонија, ќе видите дека од кога е дојдена оваа политичка гарнитура за 7 години, скоро за 3 пати го има зголемено јавниот долг на Република Македонија. Никогаш оваа држава пред оваа власт не памти да се земал кредит, да се даде плата на администрацијата или да се даде пензија на пензионерите. Секогаш сме го правеле буџетот толку колку што ни била долга чергата, толку колку што можела економијата да ни даде.
Почитувани граѓани, ние велиме нездравото задолжување, нерационалното задолжување е најголемиот камен што оваа влада ни го става околу нашиот врат и околу вратот на нашите деца. Затоа што долговите никој нема да ни ги прости. Како што на вас личните долгови према банките никој нема да ви ги прости, така и на државата никој овие долгови кои секој месец, скоро секој ден ги зема оваа влада и ги трупа, нема да ни ги прости. Сите ние ќе треба еден ден да ги отплаќаме. А тие отплаќања веќе стигаат од 2015 година, кога треба по 500 и 600 милиони евра секоја година да враќаме како држава. И јас се прашувам, од каде тие пари ќе ги дадеме? Дори тогаш ќе видиме ново ниво на даноци, ново ниво на притискање, ново ниво на малтретирање, затоа што тие пари ќе мора да се вратат и према странство, меѓутоа и према банките во Македонија. Дајте да ја погледнеме оваа политика на така наречениот фамозен проект Скопје 2014. Каква е оваа политика? Каква е оваа политика каде што сите пари се сконцентрираат на 500 метри квадратни ширина и должина? Што е тоа што таму треба да се направи, а да умре цела Македонија и сите градови во Република Македонија? Скопје и без тие споменици и без тие згради има свој живот, затоа што е главен град, затоа што е економски центар, затоа што е универзитетски центар, затоа што е политички центар. Ако нешто требаше да се прави, е да се прави сегде, само не во Скопје. Денеска погледнете ја цела Источна Македонија, почитувани граѓани. Секогаш кога разговарам со нашите луѓе по градовите од Источна Македонија, го поставувам едното прашање сегде исто. Колку ученици се запишаа оваа година во прво оделение? Колку ученици се запишаа во средна прва во сите ваши градови? И овде ве прашувам истото. Погледнете ги нашите училишта, и не само овде во Делчево. Денеска застана во Кочани, во Ризари, во Облешево и таму го поставив истото прашање. Таму кај што имало училишта по 800 деца, во осмолетка сега има 300 деца. Таму кај што имало 300 деца сега има 50 деца. Цела Источна Македонија наликува на една демографска и економска пустош. Погледнете ги куќите како се празни, ни кажуваат за винечките села, по половина села веќе не свети светло. Негде затоа што се истучени, меѓутоа најмногу затоа што веќе се иселени луѓето. Цела Источна Македонија денеска зборува кој каде ќе се сели. Некој и најблагата варијанта ако бега за Скопје, најголемиот дел бегаат во Европа, во Америка, во Австралија, во Канада. Зарем не е чудно прашањето? Овие 3 години последни, кога сме најголеми патриоти, според спотовите, најмногу иселени граѓани македонци да имаме оваа држава. Најмалку деца родени во оваа македонска држава. Дали сме свесни ние како македонци дека во 2012 година прв пат од кога се памети историјата на Македонија, македонците се под 50% родени деца од сепковните родени деца. И таа статистичка бројка ја лажат и кријат. Затоа и него направија пописот, за да видат колку македонци се иселени, за да Светската банка ни каже дека 500.000 македонци се иселени во последните, за жал, најмногу 7 години со оваа власт. Затоа, почитувани граѓани на Делчево, на Македонија, велиме, состојбата во оваа наша држава не се спотовите и приказните на Сител. Реалноста во Македонија е сосема друга. Реалноста е, за жал, е повеќе од критична и црна, и затоа мораме да ставиме стоп на оваа пропагандна машинерија, мораме да ставиме крај на оваа лажна приказна и да ја погледнеме на реалноста во очи. А јас ви уверувам,
со реалноста, многу побрзо ќе ги решаваме проблемите, отколку верувајќи во лажни приказни, во лажни спотови, во лажни реклами и во интервјуа во кои има само наместени прашања. Македонија еднаш пред 20 години ја почна битката за демократија. Нема да дозволиме оваа структура која денеска владее со Македонија да ја запре и да ни ја земе таа демократија. Ако ја спомна во оваа структура, кои се тие луѓе, почитувани граѓани? Заре не е најголем срам денес и во Делчево и во цела Македонија раководни луѓе да бидат оние кои што некогаш беа трета лига во некогашното ВМРО-ДПМН, СДСМ и сите други политички партии. Затоа, почитувани граѓани, ние сме тука повторно да ја водиме оваа битка. Многу битки сме добиле во овие 20 години заедно и оваа битка ќе ја добиеме заедно со вас. Да живее Македонија!